Почитувани ученици, јас сум Владимир Капушевски и овде ќе се задржиме на првата лекција од механика, а тоа е механички движења. Материјата ја познаваме во два облици, субстанција и поле. Механиката представува област од физиката која се занимава со најпростите форми на движење. Таа пак од своја страна е поделена во три области, и тоа кинематика, која се занимава со видовите на движење, динамика, се занимава со влијанието, причините за движење на телата, тоа со силите, и статика, која се занимава со равнотежата на телата под дејство на сила. Видовите на движење, или разликуваме три вида на движење, тоа е транслаторно, ротационо и осцилаторно. Основната задача на механиката е определување на местоположбата во секој момент од времето. Но за да можеме тоа да го направиме, потребно е да воведеме неколку основни поими. Материјална точка представува точка од просторот во која што е сместена целата материја. И телото нема материја, нити па дименсија. Референтно тело представува тело во однос на кое го разгледуваме движењето на останатите тела. Додека пак референтен систем представува координатен систем, цврсто сврзан со референтно тело и часовници за мерење на времето. Дали едно тело се движи или мирува, ќе го определуваме со местоположбата на дадено тело. Така, тело во движење представува тело што ја менува местоположбата во однос на референтното тело. А пак тело во мирување представува тело кое што не ја менува местоположбата во однос на референтното тело. За тоа да ни биде појасно, да нацртаме еден референтен систем. Координатен систем, кој што ние сме го учеле по математика во претходните години, Декартов координатен систем има три оски, и тоа абциса, ордината и директриса. Координатен почеток, кој што цврсто е сврзан со референтно тело, кој што се наоѓа во точката О, и часовници за мерење на времето. Во тој случај, велиме дека се работи за референтен систем. Но да ги разгледаме видовите на движење. Транслаторно движење представува такво движење каде што телата или деловите од телото изведуваат ист вид на патека. Ако земеме две точки телото и ги погледнеме, при движењето тие изведуваат ист вид на патека. Ротационо движење пак представува такво движење каде што телото или точките од телото изведуваат различни патеки. Да земеме едно тело, кое што е во координатен систем X, Y и Z, и во тој координатен Декартов систем ротира или се движи околу оската Z. Во тој случај, точките P1 и P2 опишуваат патеки со центри C1 и C2, каде што е очигледно од цртежот дека тие имаат различни радиуси и се работи за различни патеки. А да не зборуваме и за точката P3, која што во однос на оската мирува. Ротацијата на тврдо тело околу неподвижна оска е специјален случај на ротационото движење. Сите точки од телото опишуваат тогаш кружници. Центрите на сите кружници лежат на една оска. Во овој случај, тоа е директрисата Z, околу која се движи телото. Во тој случај велиме дека се работи за ротација на тврдо тело околу неподвижна оска. Определувањето на местоположбата на материјалната точка или само на положбата на материјалната точка се определува во координатни системи. Во првиот случај имаме дводимензионален координатен систем, каде што положбата на некоја точка која што се наоѓа овде
ја определуваме со помош на векторите AX и AY. Едниот во однос на апцисата, а другиот во однос на ординатата. Ако тие двата вектори, кои се представени со зелена боја, ги собереме со правилото на паралелограм, го добиваме точно векторот А, кој што представува радиус вектор. Во општ случај, радиус вектор представува, овде е дадено во тродимензионален координатен систем, представува вектор кој што го спојува координатниот почеток и местоположбата на телото, овде означено со точката А. Векторите X, Rx, Ry и Rz се вектори по дадените апциса, ординати и директриса. Ако тие ги собереме во просторот, го добиваме радиус векторот R, кој што представува радиус вектор на положбата на точката А во тродимензионален координатен систем. Ако испишеме едно произволно движење на материјална точка, и тоа од положба M1 до положба M2, во првиот момент се наоѓа во T1 во точката M1, а во вториот момент T2 се наоѓа во точката M2, и првиот радиус вектор на местоположбата на телото е даден OM1 и е обозначен со R1, а вториот радиус вектор или втората местоположба на точката е означена со M2 во времето T2 и е даден со R2. Ако ги одземеме векторите на местоположбата на телото R2 минус R1 во векторски облик, тогаш го добиваме векторот делта R. Делта R го нарекуваме поместување и телото, всушност поместувањето представува најкраткото растојание помеѓу точките M1 и M2. Но, ако погледнеме подобро цртежот, при произволното движење на телото или на материјалната точка, таа не се движи по поместувањето, туку по траекторија која е поголема од поместувањето. Траекторија, патек или патна линија, представува замислена линија по која што се движи телото. Таа не се совпаѓа со поместувањето, само кај праволиниските движења кои ги работиме некои од следните часови, поместувањето и траекторијата се совпаѓаат. Благодарам за вниманието.